Здраво на сите, добро дојдовте на уште едно видео на каналот Татунчо. Би рекол добро утро, но секако ово видео ќе го гледате покасно, така што добро утро, добар ден, добар вечер на сите каде да сте, значи без разлика која временска зона ве наоѓа кога ќе го гледате ово видео. Протагонист на ово видео е природата и затоа сум застанат покрај овие убави пагремови дрвја наутро во природа. Утринското сонце се уште не е излезено над хоризонтот, а самиот хоризонт, претпоставувам како и повеќето неба над вашите глави, е веќе прошаран со една полупрозрна бела мрежа, која што без потреба да кажуваме од каде доаѓа, сите знаеме од каде доаѓа и како се прави, секојдневно ја гледаме над нашите глави. Овде каде што живеам, дојдов отприлика на 1 февруари 2020 година и се случи една интересна работа. Бев многу зафатен, многу ангажиран со тие активности околу преселбата, така што не гледав вести, не гледав медиуми и едноставно го игнорирав се тоа што се случува од тој период. И работите што дојдоа подоцна, значи недели подоцна, едноставно ме најдоа затекнат. Сега замислете насреде целата мешавина на кутии и торбици поврзани со селидбата, почна да се случува да се одмотува на клопче кое што го знаеме како пандемиска 2020 година. Значи, отприлика нешто повеќе од месец дена по моето доаѓање тука се случи првиот локдаун некаде кон средината на март. И гледајќи што се случува околу мене, седејќи дома на тераса, можев да го наблюдувам просторот пред мене, бидејќи се уште имаше одредени згради во изградба. Одеднаш работата таму застана, но сепак се уште природата, теренот непосредно пред зградата беше полудив, полуобраснат и имаше еден голем прекрасен бор кој што претпоставувам дека таму растел минимум деценија две, затоа што беше навистина голем и импозантен. Значи, седејќи на тераса, оно што можев да го гледам е просторот пред мене, а тој простор подразбираше еден хиподром, односно место каде што луѓето доаѓаат и јаваат коњи. Во целата збрака, во целиот хаос што се случуваше, можев да го наблюдувам безгрижното каскање на коњите, кои што од време на време излагуваат, или осталите мора да бидат прошетани, мора да имаат својата дневна рутина на физичка активност. И просторот што беше таму беше една голема полјана, нели, со натапкана земја, која што изобилуваше со прашина, ги имаше сите оние типични препреки за секој хиподром. Ги немаше јавачите, односно тука беа само оние луѓе кои што го одржуваа просторот, но сепак тоа едно кружно движење на коњите таму ми даваше еден вид на спокојство, беше како еден вид на медитација и секогаш кога ќе ги погледнев тие коњчиња таму, си велев дека за нив хаосот кој што го создадовме ние луѓето во тој период не постои. Тој хиподром би сакал да биде еден вид на протагонист на ово видео, затоа што 2 години подоцна, кога се функционираше во речиси најдобар ред, значи 2022 година отприлика, едноставно се случи тоа да тој простор кој што е тука отприлика на периферијата на местово биде напуштен од собствениците на хиподромот и моја претпоставка беше дека е продаден за да се градат згради таму. Таа претпоставка се испостави кога, освен напуштањето на хиподромот, видовме дека блиската багремова шума, јас не би можел да кажам сега отприлика колку се, но
неколку илјади квадратни метри обраснати во багремова шума, значи густа, внатре практично, ако влезевте во таа шума, имаше една толку дебела синка што ќе дури на најтоплиот ден би се почувствувале дека би почувствувале свежи, некаква што само таква една голема сенка може да понуди. Багремови дрвја многу слични на овие што се тука позади мене. Сета таа шума беше искосена на нула и буквално просторот изгледаше тажно соголем така од сета таа природа која што претходно постоеше. Она што на моје изненадување не се случи во годините непосредно после тоа и годината сега е дека не почнаа градежните активности, односно ништо не се случи на тој простор. И она што е вчудувачко, она што е фасцинантно за мене е дека елементите неопходни за живот си го направија своето. Односно земјата, која што беше богата со корења и со семења од истата таа багремова шума, која што беше полна со вода од дождовите кои што не недостасуваа, која што исто така можеби се напојуваше со вода од блискиот поток, кој што е всушност поток кој што ги спроведува малите потоци од планините кои што се случуваат заради топењето на снегот по врвовите. Еден мал поток кој што постојано има некаква вода во него и на тоа би додали изобилието на сонце придонесува да за 2 години таа шума можеби не со толку дебели стебла, но повторно ја постигне истата висина. Значи повторно имаме шума која што е густа, тешко да поминете низ неа, дури сега е многу погуста од тоа што беше и за тоа што си има искомбинирано и со трева и со останати грмушки. Зошто има многу дрвја на ова место и зошто целиот простор како да бујати, мојата претпоставка која што не може да не биде вистината и изобилието на коњски лепешки кои што се оставени тука од самиот хиподром. Значи нешто што ние мислиме дека е измет кој што треба да биде сокриен и фрлен, е тој кој што на растителната природа ја возможува да расне и бујати. Ќе ви пуштам неколку слики и неколку исечоци од тоа како изгледа она што останато од хиподромот сега, за да видите како природата кога човекот ќе замине почнува својот нормален тек и како се она што е направено од човекова рака почнува да исчезне. Така што кога одите на некои археолошки ископини, немојте да се чудите зошто работите ги наоѓаат под земја, а не над земја. Тоа е од проста едноставна причина што кога работите се на пуштини, едноставно природата си го враќа својот простор и тоа е нешто фасцинантно. Единствената заблуда, единствената штетна работа која што постои на оваа планета, можеме да кажеме слободно дека тоа е човечката цивилизација која што инсистира на тоа да повеќето од нас треба да живеат во големи градови, каде што природата или ќе биде уредена по некој наш терк, значи треба да расте таму каде што ние ќе дозволуваме да расте и животните треба да ги нема или да бидат сведени на минимум птици кои што можат тука да летаат, додека се останато треба да биде цемент, челик и стакло и пластика, значи оние материјали од кои што ние сега ги градиме работите. Живееме во време во кое што некои работи кои што порано беа фикција сега се исполнуваат и јас тука би сакал само да ви дадам една порака на оптимизам.
Ми се чини дека она што се случуваше во 2020 година беше како еден вид увертира на оно што доправа следува, односно сите знаеме дека живееме таа деценија 2020-2030 и дека едноставно како да некои последни времења за остварување на таа агенда од не знам кои причини се ставени во полн погон. Пред некој ден ја пуштив како аудиокнига 1984 година на Орвел, за да се потсетам на одредени клучни моменти и едноставно се повеќе и повеќе сум убеден дека тоа е еден вид на прирачник за тоа како Орвел ја гледал иднината и тој прирачник сега почнува да станува неверојатно корисен затоа што како по еден вид на нацрт план, веќе не е ни учебник, туку е нацрт план, работите почнуваат да се случуваат. Многу е фасцинантно дека кај Орвел работите се дадени во својата спротивност, например Министерството за љубов е всушност оно Министерство за угнетување, тортура и практично нешто што наликува на тие гулази од времето на Советскиот сојуз или ако сакате оние концентрациони кампови од времето на нацистите. Министерството за вистина е Министерството всушност за пропаганда која што ги обликува мислите и убедувањата на луѓето. И кога станува збор за ова Министерство за вистина, има еден интересен феномен кој што порано поврзан со онаа болест која што ние тука ќе ја викаме со нејзиното кодно име Кромит. Секогаш кога некој јутјубер, вклучително јас, сакаше нешто да каже за таа состојба, се ставаше еден стикер на самото видео, како еден вид на факт-чекинг, дека ете отидете на страната на Светската здравствена организација и таму ќе ги најдете единствените релевантни информации поврзани со тоа. Сега, тоа оди чекор потаму и јас знаете дека направив едно видео насловено Анунаки и искрено пред некој ден кога сакав да направам едно листичок од него бев запрепостен дека во самиот опис на видеото е додаден линк од Википедија каде што се објаснува кои се всушност Анунаки. Имаше опција да се види зошто се гледа тој линк и објаснувањето на YouTube беше дека кога имаме аргументи кои што се предмет на ширење на дезинформации, YouTube упатува на линкови кои што ни укажуваат сушност која е вистината. И сега секој здраворазумен човек, секоја слободомислечка личност знае дека Википедија е последниот извор кој што можеме да го сметаме за релевантен. Јас не ми навлегувам во тоа зошто не е релевантна Википедија, но можеме да кажеме само една проста едноставна работа за еден ист аргумент, за една иста тема на различни јазици, наоѓаме напишани различни работи. Така што ако одиме на некаква објективна научна вистина, сваќаме дека тоа на таа така наречена Википедија, односно така наречена дигитална енциклопедија го нема. Од друга страна, нели, нивните братучеди од YouTube одлучиле дека тие се изворот кој што ги користат да ни кажат на нас која е вистината на конкретнава тема. И она што беше наведено исто како факт, теми кои што се предмет на дезинформација, како што се слетувањето на месечината, масонерија и слични работи, сите тие работи ќе бидат секогаш кога ќе се обработуваат на YouTube, ќе бидат обележени дека ете, видете овде на овој линк ќе видите правата вистина, а ова што јутјуберот го кажува е една друга работа. Што значи фактот дека јас и многу мене како мене ќе излезат со цитирани книги, ќе излезат со цитирани извори, ќе го кажат своето мислење на таа тема е небитно,
битно е тоа што некој напишал на Википедија. Оние кои што малку се запознаени тоа како се уредува Википедија, знаат дека тоа се луѓе како мене и како вас, значи не се луѓе во конкретно, со некоја конкретна стручност и не се луѓе кои што се меродавни да го напишат тоа мислење, едноставно седнале, го напишале таа статија, некој сличен на нив ја одобрил и така функционира тој принцип. Колку тој принцип е глупав, ќе ви кажам пример. Личности за кои што се однесува статијата не можат да интервенираат на содржината на самата статија. Што значи, ако вие сте позната личност која што чијшто информации за животот на таа личност се од јавен карактер, пример политичар, уметник, јавна личност, ако видите дека на Википедија некои податоци не се совпаѓаат со она што е ваша биографија, едноставно не можете да интервенирате на она што е напишано таму. Ова го кажувам од просто едноставна причина што понекогаш имам чувство дека овој простор кој што јас го имам овде на YouTube те постоел, те не постоел. Ова го зборувам во време кога е уапсен сопственикот на Telegram. Ќе видиме деновиве кои се обвиненијата што всушност се товари. Живееме во време кога веќе одамна го сведочевме епопејата на Џулијан Асанж, кој што беше малтретиран само заради тоа што на јавноста и даваше информација за тоа како системот всушност работи против нас. Значи не ги злоупотребуваше тие информации, не ги продаваше на други служби, туку ги даваше на јавност и тоа беше неговиот грев. За нешто многу слично, односно за бивањето whistleblower или свиркач на македонски, е обвинети Едвард Сноуден, кој што еден денеска мора да живее во екзил во Русија од истите тие причини. Значи живееме во тоа време и се оно што ние мислиме дека може да биде извор на слободни информации на интернет, те постоело, те не постоело, затоа што кревкоста на овие извори на информација е толкова што со еден клик на големите технолошки корпорации може да биде укинато, може да биде избришано. И не само што на тоа нема да можеме да се жалиме, туку и можеме и да имаме последици доколку сериозно се замериме со тој систем. Без разлика на тоа што некој може да каже дека ете, сега можеме да се префрлиме на Rumble или на Telegram или на Odyssey или на други платформи, се додека сме на интернет мораме да знаеме дека и тој интернет има своји газди, своји сопственици, тие огромни кабли кои што одат под океаните, некој ги контролира, што значи самиот проток на информации на крајот на денот зависи од волјата на овие сопственици. Кои се тие сопственици, нормално јас и вие не можеме да го знаеме тоа. Вчера објавив еден краток статус поврзан со овие работи, поврзан со информацијата за апсењето на сопственикот на Telegram, каде што реков дека иде време во кое што само аналогното комуницирање, значи враќањето назад може да ја остави технологијата во некаков мрак поврзано со нашите животи и со нашите идеи, а тоа е бивањето антитехнолошки. Како во филмот Џон Инглиш, каде што кога се брка некој кој што е хакер, кој што е супер технолошки непријател, се пристапува со аналогни средства. Таква беше ситуацијата, ми се чини, и во Джеймс Бонд филмот Quantum of Solace. Значи, повторно гледате Холивуд, ни ги дава идеите доволно само да ги примениме. Што значи? Ваквата комуникација помеѓу мене и вас, да, YouTube ја овозможува, но не би се изненадил ако таа информација, таа можност еден ден биде прекинета онака како со ножици. Значи, аналогната комуникација
што подразбира? Значи, одустана во пренесување на информација, што значи директен контакт помеѓу луѓето, евентуално пишана комуникација на хартија, значи комуникација остварена со хартија и со пенкало, пренесена преку не преку пошта, туку преку луѓе, носачи на пораки. Можеби сето тоа ќе одземе време, ќе одземе едноставно недели и денови додека можеби на некоја подолга растојание се пренесат тие пораки, но ако се пораки кои што се од универзална вредност, сепак трудот ќе се исплати. Она кое што можеби почнува да ви станува можеби и на некој начин повторувачко и досадно на моите видеа е тоа дека се она што го имаме како дигитална информација е толку кревко што еден поголем блекаут или исчезнување на интернетот или електричната енергија може да направи да го снема. Така што информациите кои што ви се потребни за некако опстојување, потрудете се да ги имате напишани на хартија, потрудете се да ги имате во форма на книги. Потрудете се имањето физички книги да не престане да ви биде навик. Значи, да, некои книги се достапни во PDF формати, доколку сте во можност да ги испечатете ги, имајте ги во физичка форма, затоа што физичките книги се тие кои што нема да може ни една дигитална цензура да дојде и да ви ги одземе. Еве, конкретно имаше една информација дека во 2020 година зголемениот интерес за читање на Орвел има придонесено да самите книги на Орвел не да се цензурираат на Амазон, туку едноставно да се намали тиражот, да се намали достапноста, да нема можност да се нарача, да делува како да се потрошени примероците и така натаму. Значи, Орвел е еден толков класик кој што децениите наназад беше читан и препрочитан, што немањето примероци од Орвел едноставно ефтин изговор за една таква работа. Она што за мене е посебно исто така импресивно, импресионантно е дека некои работи кои што древните текстови ни ги нудат како митска вистина или митска метафора, едноставно почнуваат да се остваруваат, почнуваат да добиваат своја конкретна форма, така што сметам дека она што пред многу години еден мудар човек ми го кажа дека сите големи дилеми на човештвото се опфатени во класиците на антиката. Тука, кога велам класиците на антиката, не мислам само на она што е напишано на кој не грчки, тој така наречен старогрчки јазик или латински, тука мислам и на големите класици од сумеро-акадската, египетската, древноиндиската и сите други култури кои што оставиле пишена традиција, така што сите тие книги би препорачал да бидат четиво, кое што периодов ќе го читате и препрочитувате и обидете се со малку поинакви очи да ги гледате работите кои што се напишани таму. Вчера изгледав едно фасцинантно видео од Џордан Максвел, каде што токму преку анализата на овие древни текстови, прв ред Библијата, даде една поинаква светлина на она што е напишано таму, она што се прикажува и раскажува и која е метафората која што многу пати како да не успеваме да ја видиме во тие древни текстови. И вистината која што произлегува од трудот на таквите истражувачи како што е Џордан Максвел е истовремено поразувачка, но истовремено и дава моќ. А таа моќ е дека во човештвото е дадена една толкова сила, толкова моќ кодирана во нашата ДНК и подоцна на некој начин заспиена, скриена.
И се она што ние треба да го направиме е да ги разбудиме тие наши моќи. Сето тоа древните народи го знаеле како да го постигнат, знаеле како да практикуваат медицина преку познавањето на природата, знаеле како да бидат во допир со природата, оноку колку што нашата природа ни овозможува, затоа што ние сме малку поразлично суштество од она што се природните животни и растенија. Малце сме како еден вид на туѓинци, или ако сакате вонземјани тука, но од друга страна бивањето овде десетици, па и стотици илјади години, а многумина велат и милиони години, си имаме прилагодено на оваа планета, и таквото прилагодување ни овозможува преку познавањето на природата да ги зголемиме први нашите когнитивни способности, односно нашето поимање на светот околу нас, а подосна и зголемување на можноста да го менуваме тој свет. Тој свет може да се менува кон подобро само ако степенот на свесност за тоа каде сме, што ни се случува и кои се тие кои што не пикаат во овој матрикс на затвореност и на робување. Значи први свесноста за тоа, а подоцна и самото делување врз основа на таа свесност. А таа свесност е според мене многу едноставна. Дека ние сме многу, дека имаме креативна моќ и дека во нашата ДНК, односно во нашето битие е вграден и она божествена искра која што ни дава емпатија, која што ни дава љубов, која што ни дава работи кои што не прават хумани, односно кои што свесно не одвлекува од намерно правење на зло. Таквите сознанијата дека се материјално е само средство преку кое се обезбедува опстанок на она што значи скафандер за оваа планета, тоа е нашето физичко тело, треба да го имаме и треба да го восприемаме во неопходниот минимум, што значи трупањето на материјални богатства е една илузија и една идиотштина кон која системот сака да не втурне и да мисли дека ние сега треба да имаме изобилие на куќи, изобилие на возила, изобилие на оние зелени или не знам какви банкноти складирани во банка, за на крајот сватиме дека ништо тоа не прави среќни. Тоа значи, ако Богот наречен пари од средство дозволиме да се претвори во цел, тогаш сме промашиле целта. Од друга страна, нели, таа свесност дека сме овде на оваа планета со идеја дека можеме да растеме, дека можеме да се подобруваме и дека можеме да ја смениме природата на овој систем наречен цивилизација, односно од систем на робовладетелство да го претвориме во систем на соживот, во систем на унапредување на оваа планета. Мислам дека ќе сериозно поголемиот дел од човештвото ќе се стави на патеката на божественото наместо на патеката на демонското. Зошто го кажувам ова? На почетокот зборував дека небото е ишарано со една чудна мрежа и вие знаете со која причина таа мрежа секој ден или речиси секој ден ја гледаме на нашите сини неба. Слично на таа мрежа ние имаме елементи кои што доаѓаат преку водата, преку храната, преку воздухот, преку почвата, преку сето она што доаѓа како информација. А сето тоа се прави затоа што периодов, кризата која што се случува, истовремено придонесе да има редица синхроницитети и да се повеќе и повеќе луѓе се будат. Знаејќи го ова, системот панично се обидува да сите тие искри на будење ги загушува.
односно да влие на овој наш физички скафандер или на ова наше физичко тело е сите негови антени кои што овозможуваат спојување со Божественото, ги зацементира, ги класифицира, ги затвори во обвивката на она што значи лоша материја. Значи, она лоша материја која што создава блок помеѓу нас и она што значи божествено провидение. Наједноставен пример за тоа е сите токсини кои што ние по различни основи ги примаме, кои што влијаат на атрофирање на она божествена жлезда која што се наоѓа во центарот на нашиот мозок, а се вика пинеална жлезда. Така што ве упатувам да истражувате, ве упатувам да ги направите вашите потези кои што ќе ве доведат до она што значи создавање на мал круг на луѓе со кои што, како што реков, аналогно ќе комуницираме во установа комуникација, каде што ќе ги оставиме малку подалеку овие уреди преку кои што еве јас сега го снимам видеото и ќе пробаме да бидеме едно со природата, ќе пробаме да одиме боси во неа, ќе пробаме да одиме што е можно повеќе изложени на елементите и ќе пробаме, нели, се во она за кое што ни нудат такви малечки бели, за да ни ги смири болките од напорниот ден, да ни ја смири нервозата од стресниот ден, да ги замениме со чаеви, со билки и со различни други материи кои што знаат не да не лекуваат или да не залечуваат, туку знаат да не исцелуваат, што е сосема различна работа. Не сакам овде да звучам како никаков гуру кој што нуди некакви магични формули за некакво ново доба или некакви new age глупости, туку едноставно сакам да пренесам порака на едно човечко суштество кое што со своето ниво на свесност за тоа каде сме и што се случува околу нас се обидува да помогне на своите браќи и сестри припадници на човечката раса. Многу пати на мене ми се поставуваат прашањата кога ќе изнесам некоја куриозитетна тема, како оваа тема е поврзана со Македонија. Морам да кажам дека гледањето на Македонија како изолирано место во овој нова планета или во овој универзум и дека околу нас не постои ништо друго е една погубна идеја и дека многу пати животот ќе ве доведе во ситуации каде што можеби некоја личност од Африка или од Азија ќе ви биде најблиското човечко суштество во состојба на неволја, додека, нели, возлюбените македонци и македонки можеби би биле далечни или нема да бидат во моментот на местото каде што би биле потребни. Така што сметам дека во оваа чорба во која што се наоѓаме сме сите заедно, значи сите припадници на сите можни човечки раси, етноси и јазици, еве да речеме, религии, да не зборувам, и дека нема исклучок, дека матриксот функционира за сите нас. Она што, нели, сакам да биде позитивната порака на ова видео е дека природата оставена сама на себе си го зема својот природен тек и знае да го првин залечува, а потоа исцелува се она што човекот има разболено преку својата цивилизација. Така што имам размислувано што би се случило со сите куќи, згради и градби кои што ги имаме направено ние во последните години, децении. Сметам дека за многу брзо време ќе бидат обраснати првин во вегетација, а подоцна таа вегетација ќе ги срози во оно што биле некогаш, а тоа е обична земја, обично тло.
дури и големите градби кои што ние мислиме дека се остаток од некои древни цивилизации и така висат, односно штрчат од земјата и се импозантни, како што се сфингата и пирамидата, и големите пирамиди не само во Египет, туку и на сите континенти. Дури и тие градби биле потрупани кој во песок, кој во вегетација, и само откривањето или реоткривањето од страна на човекот има придонесено да бидат исчистени, да се одржуваат исчистени за да бидат видливи. Доколку не се гледаат, односно доколку не се чистат, ќе бидат за многу кратко време направени невидливи. Постојат слики од пирамидата, постојат слики од сфингата, од периодот од времето на посетата или Наполеоновите походи на Египет, и таму се гледа дека се повеќе од 2/3 под песок. Драги мои, јас се надевам дека до звуциве кои што беа околу мене, ветрот, другите амбиентални звуци не пречеа да можете концентрирано да го слушате ова моje излагање. Периодов ќе се потрудам да направам повеќе вакви видеа во кои што ќе излезам мои размислувања за овие теми. Вие знаете кои се генерално темите на каналот Татунчо. Бидејќи се уште лето, не би сакал да ги правам оние вообичаени подкасти со гости, па и јас седнат во една затворена просторија, затоа што е се уште многу топло и затоа што добар дел од луѓето се уште сакаат да уживаат во овие топли денови, или пак да се кријат од топлото време, така што со стандардните подкасти и гостувања, ако е се во ред, би требало да продолжиме кон крајот на септември. Така, оние кои што успеале да го догледаат видеото до овде, би ги поканил, ако не се претплатници на каналот, да го кликнат копчето subscribe, затоа што е работата која што помага на алгоритмот да се препорачува ова видео и на луѓе кои што не го гледале. Оние кои што се во можност, нека искористат опцијата join. За тие, значи, кои што се членови на каналот, а во овој момент се 18, ќе има видеа кои што обично ќе бидат во документарна форма и кои што ќе бидат достапни само за членовите на каналот, како еден вид на моја благодарност за нивното бивање конкретни поддржувачи на овој канал. Така, јас сум Татунчо, имајте убав ден, секој добро.